Крвава драма во Кратово. 36-годишна жена со нож си го убила сопругот, а потоа и свекорот. Двојното убиство се случило вчера вечер во семејната куќа во која живеело семејството. Според првичните информации од тамошниот центар за социјални работи, сведок на крвавиот настан бил нивниот малолетен син. Кратовчани во шок од она што се случувало во куќата на нивните сограѓани. Кажува таму у Зорле седеле, а како е и што е, немам појма. Душа ми треба, што вика луѓе не знам. Ово е за нас стварно нешто изненадување у Кратово. Стресно е времето. Лоши се општо времењата сегде. Што се десило, враќање назад нема. Познати се ми окој, ама не сум многу блиски с ним, они се од друга страна, ние сум друга. Ја сам 70 години. Не сам до сега од една фамилија два погреба со тој да се е случило. Семејството речиси 13 години биле во брак и имат 2 малолетни деца. Недоразбирањата меѓу нив започнале во 2019-та. Тогаш на сега убиениот сопруг поради малтретирање му била изречена и судска забрана во време траење од 1 година. Во изминатиот период, социјалните работници неколку пати интервенирале во семејството, а се преземени и сите соодветни мерки, вели за Алфа директорката Невенка Јовановска. Жената во 2-3 наврати го напуштала домот, но потоа повторно се враќала. Засега надлежните не откриваат дали трпела психичка или физичка тортура. Вчера вечер со асистенција на социјални работници децата се сместени кај нивната тетка, сестра и ќерка на починатите. Во текот на денот, како што објаснува директорката на Кратовскиот центар, откако Центарот за ментално здравје одбиле психолошки тестови на децата за да се утврди нивната емоционална состојба, ќе се прават на клиника во Скопје. Веднаш по убиството вчера вечер во 22:08 часот жената е лишена од слобода. По насоки на јавен обвинител, телата на починатите биле предадени на обдукција, ВИ била приведена и задржана во полициска станица и по целосно документирање на случајот против неја ќе биде поднесена соодветна пријава. Семејството не се корисници на социјална помош, а пред 1 година отвориле и автоперална.